Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на подкастот на ВМРО ДПМН Зборува Унија на жени, простор каде што ги слушаме гласовите што носат промени, инспирација и сила. Вечерва имаме особена чест да разговараме со жена која е синоним за борбеност, истреност, посветеност и лидерство, Дафина Стојановска. Таа е жена активистка со јасна визија за посилна и поправедна заедница. Преку својот ангажман во партијата и во собранието, Дафина е глас на сите оние кои се уште се борат да бидат слушнати и препознаени. Во оваа епизода зборуваме за нејзиниот личен и професионален пат, за предизвиците на женското лидерство, за важноста на општествената ангажираност и за тоа како секој од нас со мали чекори може да направи голема промена. Останете со нас, започнуваме со еден инспиративен разговор кој не се пропушта. Дафина, добро вечер и добро дојдовте во вечерашниот подкаст. Добра вечер, благодарам за поканата. Чест ми е да бидам ваша гостинка. Дафина, како започна вашиот професионален пат и вашиот правец на движење во јавниот живот? Што ве мотивираше да се приклучите кон партијата и да се вклучите во општествениот живот? Па така, тоа беше далечната, веќе можам да кажам, 2010 година. Мислам, кога во Гостивар бев вработена во подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување како стоматолог и добив понуда од тогашната председателка на Општинската организација на Унијата на жени. Таа беше тогаш назначена и го формираше својот тим и добив понуда од неа да бидам секретар на Општинскиот комитет на Унијата на жени во Гостивар. Ме мотивираше прво и самата жена, беше во Гостивар позната активистка на ВМРО ДПМН и незината идеја токму мене да ме покани за секретар, да бидам искрена, можеби на почетокот и не бев свесна што прифаќам, но мотивот ми беше желбата да заедно успееме во нешто што се викаете политички активизам на жени, на општинско ниво, но како тргнаа работите, аз за 2 години после станав секретар на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Гостивар, па после тоа на локални избори бев носителка на листа, бев советничка од 2013 до 2016, кога бев и на пратеничката листа тие избори и од крајот на декември 2016 па еве до денес сум пратеничка. Значи, можеби мотивирана, но можеби и не толку свесна што се ме очекува. Да речам, тоа време некој да ми кажал дека ќе станам пратеничка или толку активна и гласна како што ме доживуваат повеќето во држава, мислам дека многу малку би му верувала во кажаното, но еве дали несвесно или можеби времето поминато со овој мој активизам, со давање се од себе за било која добиена задача и ме доведе до тука кај што сум и на овој начин можеби би сакала да пробам да ги мотивирам сите кои што можеби одстрана стојат и мислат дека ништо не е возможно, дека залуден е трудот, залудни се вложувањата. Јас напротив сметам дека секој кој што не се обидел да проба да го работи она во кое што верува, никош нема да знае дали ќе успее. Така да мојата приказна како јавна личност, како политичарка, значи датира од 2010 година со силна работа, мотивација на сите околу мене, сме седеле по штабови до доцна во ноќта, особено кога биле избори во прашања, сум водела и избори, сум била председател на Општински изборен штаб, едноставно сум се пронашла во добиената задача и до ден денес мислам дека исто е темпото со кое што се вложувам, без разлика еве и на позицијата сега. Кои се клучните вредности кои што ве водат во животот и во работата? Па клучни вредности, прво вербата, второ давањето се од себе е многу битно, бидејќи ако не дадете се од себе, така и помалку можете да ги убедите луѓето, бидејќи нели најголемиот дел од мојата работа е говорењето. Ако луѓето кои што ме слушаат немаат верба во она што јас го зборувам, а јас кога зборувам секогаш тој го мислам. И мислам дека вербата, посветеноста се тие клучни нешта кои што мислам дека се потребни за ова, ако може да се нарече професија, но ете некој во оваа држава треба и тоа да го работи. Доста е девалвирана како професија пратеничката функција, но треба да се потрудиме и особено женскиот активизам сметам дека е доста битен и клучен
за да се постигне таа цел, таа девалвација да се намали, ако може тоа да се постигне со активизам, со честна борба и секако и рамноправна. Без разлика на полот, ние мора рамноправно да настапуваме, да се бориме за сите права. Ние сме представници на сите граѓани, но да, како жени, можеби некои со по други очи не гледаат, но доколку го работиме она што го работиме честно и посветено, тоа се препознава. Така, да, тоа би сакала да ми биде и моето следно прашање. Како гледате на улогата на жената во политиката и во општествениот поредок? Па нели, ако може да се каже, жената општо или генерално е символ за грижа. Да. Ете да кажам, може би, нели, добар дел од жените и за мајчинство или мајките се тие кои што раѓаат, кои што создаваат, кои што се грижат за домот, за семејството, за децата и така натаму. И може би тој символ е еден од битните кои што не разликуваат останатите, не дека помалку грижливи се и мажите без разлика дали како професионалци или во кругот на семејството, но сепак рамноправната улога и мислам дека грижата, посветеноста на жената е таа која што не разликува. И да, во ова амбиентална средина или во овој дел на земјината топка, може би е дупло вложувањето на жените, особено во политиката, бидејќи мислам дека добар дел од нас се максимално или исто посветени како на работата, така и на домот и на семејството, бидејќи еве според мене не би била успешна доколку и прашањето на семејството би ми било послаба страна. Треба да се трудиме паралелно на сите полиња да успееме, секако тоа кај мене бареме постигнато и со поддршка од сопругот, но да, во Македонија се уште за жената е, мислам, многу поголем ангажманот доколку се нафати да биде и политичарка, но мислам дека доколку се сака се може да се успее и да се постигне. Со силна волја, така е. Вие сте позната како жена борец, жена лавица, но за да го добиете овој епитет, верувам дека премногу тешкоти сте поминали и предизвици во животот. Во текот на вашето 25 годишно чинам постоење на политичката сцена, со какви предизвици сте се соочиле и како сте успеале да ги надминете? Па, да се изразам, ништо не е лесно. Јас велам, ако некогаш се постигне брзо до некој успех или лесно, тој успех треба да се прими со резерва. Доколку успехот на вистина не се заслужи, не се сработи, не треба многу да му се радуваме. Имало многу предизвици, јас може би во моментов да се навратам на оној прв мандат во собранието кога започнавме таа првата конститутивна седница беше на 30 декември 2016 и веќе наредната првата негде јануари 2017 започна усвојувањето на дневниот ред со формирањето на таа верификациона комисија за избор на председател. И мислам дека на таа прва седница сите пратеници, значи буквално сите, не се правеше разлика поискусни, нови и така натаму, буквално сите на првата седница се пријавивме за збор, за реплики. Верувајте, во тој момент може би само вербата дека мора да се успее, не сме да се подклекне, ме оддржа, инаку на вистина не беше чувството лесно да добиете задача, веднаш да излезете на говорница, може би се уште не сте научиле и каков е распоредот во собранието, но сметам дека ако тоа така може да се нарече фрлање во оган тогаш, од оваа временска дистанца, мислам дека токму тоа што јас го доживеав тогаш ме направи да бидам толку храбра, толку силна, толку гласна, да кажам. Значи, од првиот ден почнавме во собранието и до ден денес не сме завршени. Може би оваа година, откако сме пратеници на власта, барем за мене, која што има искуство и како пратеник на опозиција, е малку поразлична. Со оглед на тоа што имаме и на вистина слаби опоненти во собрание, но да, таа борба започна буквално од првиот ден во собранието и искуството никогаш не може да се стекне ако не го прифатите. Не го прифатите предизвикот. Тоа време координатор ни беше Илија Димовски,
Координатори кратко беа и Владко Ѓорчев, Драган Данев и еве веќе неколку години е Никола Мицевски, без разлика на самостојноста во одлучувањето и во настапувањето на пратениците, сепак како колектив, како пратеничка група, носиме заеднички одлуки, ги почитуваме, треба да се има рефлекс или интуиција да се реагира кога некош се случуваат нешта кои не се предвидени. Да, за тоа сме тука ние поискусните пратеници, но велам, искуството мора еднаш да се започне и мене од оваа временска дистанца ми е можеби и драго што моево искуство така започна. Од првиот ден со силен активизам, а понатаму веќе почна да си течат работите како што течеа. Бев голем борец по многу нешта во собранието, многу неправди што се случија. Се сеќавам кога се зборуваше за законот за двојазичност, ја така го викав, законот за употреба на јазиците, имаше добар дел од колеги кои што добронамерно можеби ќе ме посоветуваа, не мора Дафина овде ти многу да зборуваш, бидејќи нели јас доаѓам од Гостивар. Јас напротив и тука бев гласна, затоа што секогаш сметам ако ја говорите вистината, без разлика со кој да е соговорникот, нема од што да се плашите. Освен тоа, вие сте и иницијатор на бројни промени во рамки на собранието ни генерално во општествениот живот. Ме интересира како го доживувате ефектот од некоја позитивна промена која што ќе се случи на ваша иницијатива? Па така, ја сега со оглед на трет мандат што сум пратеничка и веќе нели, ако можам да кажам, сум популарна или позната не само во Гостивар. Мене ми е драго кога ќе ме сретнат луѓе кои што јас воопшто не ги познавам, но веднаш кога се приближуваат, чувствувате по погледот дека сакаат да ви придат и јас тие моменти навистина најсилно ги доживувам. Искрените препораки, искрените пофалби, искрени критики кои ќе ме допрадну лице. За мене се тие моменти кои што ми полнат батерии, символично кажано, и ми даваат мотив да продолжам во ова што го работам. Искреноста не може да се одглуми, особено од луѓе кои што навистина не сум ги видела во животот. Сега можноста на социјалните мрежи е огромна да луѓето нели не следат, не препознаваат како јавни личности, но јас добар дел од луѓето сум ги запознала некојаш на такви случајни средби и мене тоа навистина ми е многу драго кога ќе ме препознаат и кога гледам дека сакаат да ми честитаат за она што сум го работела, за мојата гласност како што велите вие, и тоа е мотив плюс да се продолжи, мотив плюс еве и за ангажирање или за мотивирање и на добар дел на останати жени во кои што верувам дека има доста капацитет. Така, кога зборуваме за жената, и вие и во воведот најавивте и кажавте дека ние на некој начин имаме и двојно повеќе обврски, односно покрај работата и ангажманот во општествениот живот, ние имаме ангажмани во семејниот живот. Се грижиме и за семејството. На кој начин вие го балансирате сето тоа? Како успевате да бидете толку активна и посветена и во семејството? Па почетоците ми беа навистина тешки, затоа што тогаш моите две деца беа се уште малолетни и можеби не беа свесни со што мајка им се занимава и зошто е толку отсутна од дома. Тука многу ми помогна посветеноста на мојот сопруг, кој што навистина се посвети на делот од семејството, па би рекла и во делот и за семејните ручеци и слично, бидејќи овој ангажман не ви дава да ручате вие точно во 3 часот, после 2 часа да одмарате и слично. Некогаш излегуваме од дома рано навечер, се враќам рано наутро, се враќам доцна навечер, но никогаш сум се грижела преку телефоните или било како сум била во контакт со моите деца. Во меѓувреме тие порасна, морам да истакнам помошта од мојот сопруг, но исто така и зрелоста на моите деца. Сега се тие веќе возрастни, полнолетни и дури можам слободно да кажам горди на мене како јавна личност, но секако тој период не може да се надомести. Тие можеби разбра зошто мајка им отсуствуваше во тие
за нив битни времиња и не ми замеруваат, но мене тоа време никој не може да ми го надомести. Тоа не се надоместува, но ете, ако можам да кажам, мислам дека жртвата се исплатела, затоа што еве, барем сум успеала, како велите, ако е ова голема битка, голема борба, една битка да биде дел од мојот ангажман и сум горда секако на тоа, но жртвата е голема, ама сепак кога е целта возвишена, мислам дека не треба да се откажуваме и можеме да постигнеме. Дали со поддршка од сопругот, дали со поддршка од родителите и од поширокиот дел на семејството, ние сме пред се традиционална партија која што не сме да го запостави семејството, тоа се моите животни принципи и сметам дека е исто толку битно и професионалниот и семејниот ангажман, бидејќи доколку ги изгубиме семејните вредности или дозволиме да ги изгубиме барајќи си било какви оправдувања, тогаш нема ништо да постигнеме. Семејството е основната клетка на постојањето. Така. А работата која што ја реализирате во собранието се смета дека е исклучително стресна и работа под притисок. Како вие лично се справувате со стресот и притисокот кој што го доживувате? Па може би имам и некоја, не знам, внатрешна дарба за тоа, бидејќи добар дел од колегите ме доживуваат како зад камерите смирена личност. И тоа е може би умешноста или може би и дуплото вложување да вие пред камера или без разлика сега може да ви се случи пред врата да ве пречека новинар со некое незгодно прашање и вие да треба да се снајдете, но веројатно имам некој начин за балансирање на овие две работи и да, знам да бидам жестока на ТВ дебата од собраниска говорница, но како што ме доживуваат и колегите и оние кои што приватно ме познаваат, сум релативно смирена личност. Мислам дека е тоа и до карактерот, но и до работењето на овој баланс, на кој што секако мора да се вложува, бидејќи не може вие постојано да ја црпите силата, да се полните со негативна енергија, кај нас секогаш обраќањата на луѓето се со проблеми. Да. Најповеќето се со проблеми и треба да изнајдеме начин и да комуницираме со луѓето, и да комуницираме со јавноста, и меѓусебно да се работуваме, но тоа исто така, мислам, и на тоа треба да се работи. Треба да се работи, да се биде внимателен, сконцентриран, бидејќи еден кажан погрешен збор во јавноста може да ви ја уништи цела кариера, многу внимателно, посветено и секако со следење на дневни актуелности мора да бидеме во тек со се, бидејќи секогаш, како што кажав, се случуваат непредвидени нешта, не најавени прашања или прашања кои што не ги очекувате, но ете и на тоа би рекла треба да се работи и да се надградува, за да се одржува тој баланс на стресот и на друга страна смиреноста која што мора да имате однатре за да можете да успеете да се снаđете. Имам уште едно прашање кое што се однесува на жените. Ме интересира како вие ја доживувате женската енергија во иднината и дали сметате дека оваа енергија би била доволен поттик за понатаму напредок поголем во општеството. Исклучително значи женската енергија. Апсолутно сметам дека постои женската енергија. Јас секогаш никогаш не сум сакала да се изборам за некое нешто, некое право или било некоја победа да ја прогласам, само затоа што сум жена. Јас сакам рамноправна борба да имаме, бидејќи апсолутно рамноправно се чувствувам, но да, како општество се уште не сме созреани. И затоа жалам што, например, жената мора да биде како квота ставена во изборниот законник, за да нели на било која листа советничка или пратеничка, и како по некое непишано правило, кај нас сите сметаат дека секоја трета на листа треба да е жена. Никој, например, не мисли дека може би секој трет може да биде маж, може да бидат две жени па маж. Треба време и за тоа, и на ова треба да се работи, но доколку жените стојат настрана и сметаат дека за нив треба некои посебни правила, услови, никој дома нема да дојде да ве поведе со себе ако вие не покажете активизам и не покажете сериозност во она што го
размислувате и работите. Инаку, апсолутно равноправно мора да настапуваме буквално секаде. Јас повеќе години наназад сум и членка на извршниот комитет на партијата, равноправно со сите мажи. Апсолутно, како се поставувате, така и ќе ве третираат. Ако се почитуваме сами себе, тогаш почита од другата страна е апсолутно возможна и мислам достижна. Јас така се чувствувам меѓу, ако може да се каже дека политичкиот е повеќе машки свет. Ние во парламентот, особено минатиот состав, напротив, мислам дека бевме речиси половина мажи и жени во пратеничката група, така да не е чудо жена да биде во политика, жена да биде директорка, жена да биде градоначалничка. Апсолутно. Само треба многу поголем активизам и од нашата женска страна, за да токму ја покажеме и докажеме енергијата која што во нас ја има. Ја има, да. За крајот, каква порака би сакале да им упатите на сите жени, девојки кои што планираат да се вклучат во политиката и да дадат придонес во општествениот живот? Ако планираат, ако ги интересира политиката и политичкиот живот, уште веднаш да придат до првиот штаб од партијата за која што се заинтересирани и веднаш да побараат било каков ангажман. Во секоја партија, во секој штаб постојат луѓе кои што навистина се отворени за соработка. Јас особено сум сакала кога сум соработувала со младите, со нашата Унија на млади сили, бидејќи тие се како сунџер за впивање на нови нешта, за учење, така да пренесеното искуство е само добивка за секој кој што го пренесува. Не како што некои сметаат ги штедат знаењата и искуствата, мислејќи дека само тие остануваат најпаметни. Тоа знаење, тоа искуство треба да се шири за да имаме отворени врати и да добиваме само поголем број, не само на жени и на млади луѓе, бидејќи нас во скоро време ни следува и големо проблематично прашање околу воопшто приклучувањето на младите кон политиката, бидејќи начинот на кој што можеби не доживуваат или не третираат, мислам дека треба да се смени и да докажеме дека политичарот е чесна функција, функција која што може да се сработи и функција со која што може да се достигне напредок во општеството. Тафина, ви благодарам за овој отворен и искрен разговор. Се надевам дека вечерва вашата транспарентност, отвореност, искреност, борбеност, истрајност и уште не знам колку епитети би додала, ќе бидат мотивација и инспирација за многумина. Со ова силна порака од нашата гостинка, почитувани, завршуваме уште една епизода на нашиот подкаст. Ви благодариме што бевте со нас, останете инспирирани, храбри и активни. Имајте убава вечер, почитувани. Благодарам.